Чест ми е да ви посакам добар ден и добро дојдовте и ова неделно попладне на Телма, кога за вас подготвуваме нови содржини поврзани со спортот. А спортот, меѓу другото, не учи на многу важни лекции. Меѓу нив се важноста на тимот и тимскиот дух, важноста на способност да се донесуваат брзи и вистински одлуки, па денеска ќе зборуваме за една дисциплина која што ги вклучува сите овие. Замислете како изгледа кога еден успешен тим го сочинуваат човек и животно. А коњите се таков тип на животни кои поседуваат интелигенција, племенитост и предиспозиции за да можат да бидат вистински тимски играчи. Тоа не е воопшто лесно, меѓутоа е многу убаво и моќно, а доколку ви останете заедно со нас, ќе ги дознаете сите детали поврзани со волтажирањето или гимнастика на коњ. Гимнастика, балет, љубов кон животните, способност за балансирање, акробатика и техника на јавање се вештините кои го сочинуваат волтажирањето или гимнастика на коњ. Како изгледа кога човек и животно се вистински и успешен тим, ќе ни раскаже единствената македонка која се занимава со оваа дисциплина, а знаењата ги усовршува во Холандија. Гостинка во денешното издание на Fairplay со Јана е Ангелина Булеска. Многу сум среќна што денеска имаме ваква специфична, несекојдневна, но многу убава тема, а за неа ќе разговарам со мојата вечерашна гостинка. Со задоволство и посакувам добри дојден на Ангелина Булеска. Ангелина, здраво! Повели? Добри дојде во Fairplay. Смести се удобно, тука е твоето место. Се надевам дека ќе ти биде пријатно. Ние искрено уживавме во сите оние инсерти кои барем малку сега ги видовме. Кажи ми како си најнапред? Па добро, си направивме моја вет преска. Не сум толку со трема. Немаш толку многу трема, веќе имаш искуство, би рекла, пред камерите, но и кога човек се надпреварува, знае како е да биде во фокусот на вниманието. Да. Пред не толку долг период беше одново во Холандија. Ајде накратко раскажи ми како си помина, дали се врати од таму со убави искуства, со убави впечатоци. Последниот пат кога бевме во Холандија беше пред неколку недели, 2, мислам нека или 3. Бевме за на надпревар. Прво бевме 2 викенда, обично одиме само на една недела, овој пат бевме на 10 дена. Првиот викенд славевме 25 години на клубот и годишнина 50-та годишнина на бабата и дедото што го водат клубот. Браво. И што живеат таму, кај нив престојуваме кога одиме во Холандија. И после тренирав таа недела и на втората недела имавме надпревар и на тој надпревар мислам дека супер поминав, бидејќи имаше многу подобри резултати од досега и претходниот надпревар. Браво, ти честитам и посакувам секој следен пат да биде подобро и подобро. Зборувавме накратко јас и ти дека веројатно е многу полесно да бидеш публика и да ја гледаш целата представа, шоу или да навиваш кога станува збор за спортот. Веројатно не е толку едноставно кога си таму да го практикуваш истото. Како ти го доживуваш сето ова, бидејќи луѓето те прашуваат: ова е интересна дисциплина, сигурно уживаш. Каква е твојата страна на приказната? Кога ќе ми кажат дека им личи интересно, мислам се согласувам, личи интересно и јас кога сум на тренинг, кога треба да тренирам со група или ако тренирам со некои пријатели или што исто вежбаат, кога го гледаш од страна изгледа многу интересно и изгледа полесно, изгледа како например стоење на коњ личи лесно бидејќи коњот мрда многу рамно како што се гледа на видео или на со очи. Да, нас ми се чини дека се тоа едноставни движења. Ако си стварно на коњот, се осеќа баш како трча коњот и е стварно тешко да се остане во баланс, но после сите овие години сум се навикнала на тоа. Дали е тешко или лесно да стекнеш вистинска доверба кон коњот? Што се случува во твојата глава кога настапуваш? Потешко ти е да го контролираш она ти што го правиш? Или потешко ти е да немаш страв дека коњот ќе направи нешто непредвидливо? Да имаш со коњот на вистина се споиш, треба да поминуваш време со коњот. Јас бидејќи не живеам во Холандија и не тренирам толку редовно, тренирам во Македонија, таму одам само на некое време.
со коњите, одам многу повеќе години во Холандија сум, и затоа се знам со повеќето од коњите, и кога одам не вежбам само на еден, вежбам на неколку, за да може да сум спремна на кој било да се надпреварувам. И би рекла дека не е толку тешко да стегнеш комуникација со коњите, ама најважно е да не се плашиш од нив, бидејќи тоа го осеќаат они. И ти не би сакала да си околу некој што се плаши од тебе. Имам доверба во коњот, а тие коњи што се користат за волтажирање, сите се постари, например имаат 10, сите коњи што се таму имаат повеќе од 10 години, имаат помирен темперамент и се тренирани за ова. И баш приметивме претходниот пат, јас претходниот пат се надпреварував на еден коњ што е малце палав, и баш приметивме дека се имаше баш собрано за на надпревар, бидејќи и тие осеќаат кога е важно. Кога е сериозна работава, тогаш знаат да реагираат соодветно. Смели, човечки ли е ти да имаш омилен од сите тие таму коњи со кои што чувствуваш некоја најдобра врска, најголема доверба, или нема толкова разлика колкава што ние можеби си замислуваме дека вие ја чувствувате? Дефинитивно има. Порано имав омилен коњ, бидејќи го вежбав конзистентно на тој коњ. Секако, бидејќи вежбам на повеќе коњи, не дека не сакам да имам омилен, но сите ги сакам еднакво. А има луѓе што ако имаат свој коњ или ако имаат од клубот кај што вежбаат, ако има коњ на кој што цело време вежбаат, но да имаат омилен. Вистински си се стандарден, да речеме тим. Има ли некои работи кои што откако си во, да речеме, редовна комуникација со коњите и откако ја практикуваш оваа дисциплина, си ги научила? Во смисла, веројатно ти за прв пат си се нашла во ситуација да се надпреваруваш, па да бидеш тим со животно, па да поминуваш низ целата таа процедура, но има ли нешта кои што можеби не си знаела дека си способна да ги направиш, но сето ова ти докажало дека да, можеш да ги направиш? Има, например, тоа што рековте дека има некој како правило за кога си околу коњ, например, едно правило, не смееш да одиш од позади коњот, бидејќи коњите не гледаат ни напред ни позади, гледаат на страна околу нив. И затоа не смееш позади коњ, ама тоа сум го учела од кога сум била мала. Јас од многу мала сум околу коњи, од тогаш го знам тоа. Но околу коњи за волтажирање сум научила да го адаптирам тоа правило, бидејќи околу коњи за волтажирање, бидејќи се стари, поминуваат време околу мали деца, постари, значи се навикнати да се оди околу нив. Исто од јавање сум морала да сменам, кога ќе седаш на коњ на јавање, треба нозете да ти се исправени нагоре, као рамно, а кога ќе си на волтажирање треба да ти се стегнати надоле, и тоа исто сум требало да го применам. Обично со татко ми одам во Холандија, иде понекогаш мајка ми, но мајка ми која ја примети баш претходниот пат малце како на штрек околу коњите, како да им се плаши, секогаш пробам да ја објаснам дека не се толку страшни. Секогаш може да се случи нешто непредвидливо, но не ја објаснив, гледај ги како околу шарпланинци да си. Не можат, ништо на вистина не ви можат. Еднаш имаше кога го чистев коњот, тргна да се враќа на кај шталата и ме влечеше и ми издоче тука бев по раката цел испогребано на зидот кога поменив. Ама се вратив до шталата, го свртев и го вратив. Значи треба би кажала дека е најважно да се остане мирна и да нема големи реакции, и коњите го осеќаат тоа. Има една важна личност, ваш куќен пријател, која тука одигра голема улога. Да. И среќна сум што ја прифати поканата да биде дел од емисијата, што и нашите гледачи ќе слушнат што има да каже, и ти ќе слушнеш, така да ајде да уживаме во следните минутки, кои потоа ќе имаме прилика и да ги прокоментираме. Hello, my name is Paul Marques. I started this life with the horses very young. Both my grandparents, they had horses in the village, and I used to ride them since very young to help them with the field, the handling. And when I was 9 to 10, I went to boarding school, and that became my sport. And I started riding twice a week, 2-3 times a week. Initially vaulting to learn the balance and the techniques, and then I was jumping and doing militaire
a bit of dressage, and also the Portuguese riding. Regarding Angelina, it's actually a very peculiar story. She was very young when she started riding. The mother is from the same town as the parents of my wife, and she was also a friend of her father. And from very young she came. I had the school in 3 places to teach kids and to work with special needs, and I had a horse that was selected to help me with beginners. It was Alegria, and with Alegria, Angelina started riding, and actually, so she surprised me. She was so young, and she liked it so much. She was so devoted and enthusiastic that it was, as I can say, a big motivation for me. This question about what is the most important thing, you may know that I tried to introduce, and then others also followed, that work with to build the Parents Association of people with special needs, who work with the organization of special need, Porraca, and we use the horses to contact better, to help people with special needs to have better communication. Horses are special on this. They are very empathic and they understand much, and also they are big. A lot of people without special needs are afraid of horses, and we managed to have a big number of people with special needs coming, riding and cleaning, showering, taking care of the horses. And this, I believe strongly that develop them a lot and develop their capacities. Also, they were used to come, like the users of Porraca, they used to come by bus to the hippodrome, and then afterwards to the other places where I had the horses. And they would come for their lessons, and we would communicate. My Macedonian was very poor, and I would find ways to motivate them. And they would do normal lessons. They would ride the horses. This, for me, is the most important thing. Sport is very important, but this capacity that the horses have as an animal to help us to communicate with people, like with autism, it's a very important thing. Regarding Angelina's success, I have to tell you that I'm very proud of her, of course, but she didn't surprise me with the growing of the years. Her tenacity, yes, it's something that you expect when people grow up and become teenagers, that they give up, but I have confidence on her. I actually was always surprised by her devotion and her character, her strong focus on what she likes, and she worked for it. She did gymnastics, she trained without having proper horses. She really asked people to train her, the parents. She engaged them to take them to the Netherlands. She went there, she came back, they built her a wooden horse for her to train the gymnastics, and we couldn't actually, my other horses after Alegria, because Alegria was very slow and wouldn't gallop like she needs. The others were too hot, they were jumping, and different kind of horses, meaning I always have to say that she is this special person with very strong focus on what she likes and what she wants, and this is very special when you know people like this. I have a question for you, Angelina. Say, why did you got so excited about this lounging? Nobody cares about this, you know. Most of the other people, they see it as a secondary activity, and not as the beautiful Olympic sport that you like and that you saw. The other people try jumping or
mainly jumping, but why did you focus and you are so good and you teach us all to get equipment and to teach you to help you to improve and to follow this path. Да, благодарна сум на вистина, уште еднаш ќе кажам што овој прекрасен господин ја прифати нашата покана веднаш да му одговориме на прашањето кое верувам често го добиваш не само од него, туку воопшто секојдневно. Мислам дека најмногу се интересирав бидејќи пред да почнам со волтажирање јавав како обично само јавање и одев на гимнастика и мислам дека бидејќи ја сакав гимнастиката и тоа се пренесуваше некако во волтажирање, ама најмногу бидејќи во скокање и во јавање, во дресура, такви работи, има поиќе правила и мора да седиш на коњот. Тоа мислам дека ми се допадна бидејќи имаш поиќе слобода на коњот да изведуваш поиќе работи. Јас редовно тврдам во оваа емисија дека уметноста и спортот или да речеме музиката и спортот секогаш се некако добра комбинација, има тука еден добар баланс. Е кога си ти во прашање кај вас таков баланс веројатно постои дома, со оглед на тоа што Ангелина ја добива навистина голема поддршка од незините родители, од незиното семејство. Задоволство ми е што незиниот татко, кој е добро познат на нашата поширока јавност затоа што долги години е дел од нашата модна сцена, е со нас вечерва овде и го поканувам господинот Никола Булевски да ни се приклучи во разговорот. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојдовте. Добре најдов. Секогаш добро е да се биде во ова студио. Сите овде знаат во Телма дека честопати сте биле во различни улоги овде. Еве сега имаме убава причина. Уметност и спорт. Јас реков, за мене звучи како добра комбинација. Па и се покажа како добро, бидејќи јас ги правам костимите за незините настапи. Тоа е веројатно голем предизвик. Имате некое поинакво чувство кога дизајнирате за сопственото дете и за една ваква тема каде што нели постојат одредени правила, да речам, за нејзе да ја биде и удобно, а при тоа да изгледа како што треба, или како и секоја друга работа, така и ова за вас минува? Имам пречка, една пречка, бидејќи сум емотивно инволвиран и сакам тоа да биде врв. Најдоброто да биде. И се покаже дека е успешно, бидејќи на првиот надпревар кога се појави таа, имаше костим кој што остави многу впечаток. И холандската репрезентација ланската година настапуваше во мои костими во Будимпешта на светското првенство. Да, а имаат секогаш убави костими и отмени и впечатливи, го забележав тоа воопшто на снимките. А приватно, дали имате расправи околу вкусот, стилот? Да? Таткото ништо не знае од мода. Сега Никола допрва дознава дека... Зборевме преска. Мене ми дава да носам што сакам јас, но тато понекогаш знае да коментира на аутфит. Добро, но тие коментари нешто значат или одедното во влегуваат, а другото не излегуваат? Така, второто? Во суштина, повратокот на 80-тите години во модата, пошто јас бев тинејџер во 80-тите години и некако оние елементи во модата кои што тогаш не беа смешни и одвратни, некако сега се станете како обавезни во модата. И јас кога го гледам тоа ми е, се викам, джемпер во панталони внатре, тоа беше толку многу аут. Добро. Сега е толку многу ин, јас тоа не можам да го сватам, или опашки на коса, или меѓутоа времето е. Значи не е до мене. Времето е тоа. Откако одиме со коњите, многу работи сум научил. Во март прв пат ми се случи да шетам коњ во арена внатре, пошто ми рече натига. Значи ова тоа е заразно на некој начин. Гостев да го држи, бидејќи требаше патики да си таму, ти има правило, не сме да шеташ коњ да си заедно со коњ во балетанки, бидејќи вежбаме во балетанки. Не сме, он ти може да те згази, ако си со патики, помала шанса има дека ќе се повредиш. И гостев да го држи, да одам да си ставам патики, се вратив. Ги нема? Не, ми го дава Ангелина, земи го, страф ми е. Да, во суштина не сум научен да сум многу блиску до нив. Не ги познам. Реално не ги познам. Јас и кога одиме на тренинзи, повеќе сум фокусиран на што прави таа. Значи, разговори со тренерот, разговори со луѓето тамо, со федерации, со
мојот дел е повеќе менаџерски. Логистика. Логистика, да, бидејќи за да пријавите едно дете да настапи на европско такмичење, не зборам за шампионат европски, него на надпревар од европски ранг, каде што се појавуваат 10 до 12 европски држави кои што се на врвот во овој спорт. Значи, треба да сте член на одреден клуб во Македонија, член на Федерација на Македонија, па потоа да исто така предноста на Ангелина е тоа што е член на клуб во Холандија. Тука е член на Процес, таму е член на The Vitagate, е член на Холандска федерација, значи таа е и на Светска федерација. Она што не движало секогаш, било тоа дека Ангелина сме гледале кога е на кој дека е секогаш насмејана, среќна. Сега имаме период пубертетот кога малце мрмориме. Ама добро, има и други обврски. Нема сликите што ги покажуваат тоа на Муртена, ти се секогаш пред надпревар ме слика тато. А тогаш ти со адреналин, да. Трема, стрес. Таму видов и на фотографиите, те видовме во еден костим кој што ги има нашите бои, црвена и жолта. И слушнав една приказна кога си добила прашање за која земја сакаш да настапуваш. Кој беше твојот одговор? Македонија. Кој што мене ми звучи логично. Како им уште една важна работа, кога треба на луѓето да им објасниш нешто за Македонија, како тоа го правиш? Првото прашање е секогаш кај е Македонија. Никој не знае кај е Македонија и секогаш објаснувам на Балканот. И после, ако уште не разбираат, пробувам таму со државите околу и после ги сватат, ама понекогаш треба да кажам како нели за Југославија мора да спомнам, тие се во Холандија, не Добро. Холандјаните повеќе се фокусирани на Холандија. Имаш тренер од таму, жена. Па дали има типичен карактер, германски, холандски, онаков како што ние си го замислуваме, строга, принципиелна или? Мојата тренерка, мислам дека е супер, не е толку... Се вика Мета Јансен. Ќе ја запознаеме за кратко, но... Не е толку строга, тоа сум приметила како што, нели, мислат сите дека се строги, нели, германци, такви работи. Не е толку строга и не пробува да не ми вика ич, пробува да ми објасни како што треба. Ама нешто што сме приметили, например, на надпревари, секогаш германците се многу строги. Ние, например, јас ако бевме пред неколку надпревари или пред два, јас бев некај, не знам, 12 сати или нешто, требаше јас да настапувам. И стасуваме ние таму во 9. Германците, значи, веќе се, тие беа и поминати, и понатаму они некај 4 ќе бе, значи, а они одма, значи, вртат кругови таму, трчаат, се тегнат. Веќе полна пара. Веќе се, да, и секогаш земаат прво место, секогаш. I've been starting to work as a coach from the age of 16. That's already a long time. That's when we came together with a group and we wanted to do vaulting, only we didn't have a lunger or a coach. So that part came to me in that time. I was always into horses from the day I was born. So horses was no question, but I really liked also to do gymnastics. And in a town about 6 kilometers from here, they did vaulting. So when I saw it, that's really what I wanted to do. So at the age of 6, I already started vaulting. In the summer, we always have vaulting camps, and Angelina heard of it. So she joined one of our vaulting camps, and that's how she came into the vaulting in the Netherlands. Angelina is a really talented vaulter. She's got a really good feeling for the horses. She is flexible, she's really strong, she has a good balance, and that combined is really necessary for the sport. And also she really enjoys the sport. And that makes her that talented for this kind of exercises. How we spend that time depends on the time she is coming. If we have competitions or not. Most of the time during the day she's doing homework and following classes. We train
every single day horse, and every single day we do barrel and strength training. And then depending on if there are competitions, we prepare for the competitions, or when it's in the winter, we start working on the new freestyles or the new compulsories for the next year. Angelina has two favorite horses at this time. One is a training horse for her, that's Haranko. He has a really nice slow canter and has a really good balance. But for the competitions, she is on Fellatio. Fellatio is a really, really good horse who does the highest level international with seniors and juniors. And on competitions, he is the best, and that's also what she likes, that the horse is really into the competition and feels a lot easier than in trainings. My advice to Angelina is keep on working hard and try to really enjoy the time with the sports, and I hope to see you soon. Angelina, what is your ultimate goal in vaulting? Добро, не е едноставно прашањето кое го доби на крај, меѓутоа, ајде, има ли барем за сега некаков одговор, план? Како за ако збориме како за надпревари, немам до толку, би кажала дека е најмногу како да дознаат повеќе луѓе, например во Македонија за волтажирање, бидејќи тука е скоро непознато, никој не знае за волтажирање. Како ти се чувствуваш во таа средина, бидејќи нели таму се запознаваш со своји врсници, некој пати помлади или повозрасни од тебе, кои се растани во поинаква средина, од поинакви култури, имаш некој пат проблеми да се вклопиш или си прифатена онака како што и самата сакаш да бидеш? Таму кога одиме, бидејќи одиме често и најчесто се истите луѓе остануваат, сите ме знаат мене по име. И со сите јас се знам и секогаш кога има нови, мора секогаш нови имиња да учам, и секоја година има некој нов приглучен. Таму учат од некај средно, мислам дека учат во шесто одделение, пето-шесто почнуваат со јазик, исто како ние порано во Југославија. И тие што се колку мене што имаат години, колку толку зборуваат англиски и можам со нив да комуницирам. Како реагира, да речеме, некоја пример давам, твоја врсничка, ако ти одредена вежба или одреден настап го изведеш подобро од неа? Си се случило некој пат со лоша реакција или како е? Најчесто се бодриме, значи сме си срекни. Но имаше едно што се случи, правевме една вежба, бевме као стоевме на едно високо, не знам, не е гореда, како нели кажав берал конј дрвен. Стоевме на тој требаше назад, као премет назад, значи назад да скокнеш со рацете да се фатиш и да скокнеш од тоа на душек. И јас го направив, ама она мислам дека е колку мене или малце постара од мене и не дека не можеше да го изведе, туку изгледа не можеше да се опушти да го направи. Не можеше да се не знам, да се убеди да го направи. И малце се као беше налутена као зашто друг го може, направи, јас не го направив, ама и као сцена се е позитивно. Да, позитивно. И добрата конкуренција сепак влијае позитивно на моменти за сите да се подобрувате во она што го правите. Ми лета многу брзо времето, Никола, мора да го прашам се на се, бидејќи верувам дека уште многу пати ќе отидете во Холандија и верувам во вас дека ќе истраете во оваа приказна. Да. Тешко или лесно е за еден родител да се избори практично за исполнување на соништата на своето дете, за да едноставно му овозможи да прави нешто убаво и продуктивно, што не е едноставно. Во прашање се и километри, и финанси, и време, и трпение, и така натаму. Не е едноставно. Во животот ништо не е едноставно. И да излезете на улица и до град дојдете, може да стане многу комплицирано. А камоли па да се патува често со авион. Она што, како преска кажав, најголемиот мотив беше среќата на нашето дете. За среќа и двајцата имаме работа која што за овие простори каде што живееме добро заработуваме. Секако се откажуваме од некои одредени работи, за да можеме континуирано да го правиме ова. Се случува некојаш, ево, јануар бевме, март бевме, април бевме, прескокнавме јули, бидејќи скрши нога,
и се случува имаше и тоа. повреда. На тренинг тоа. Значи, се случува по 4, некојаш до 5 пати во годината да одиме за Холандија. Тоа финансиски треба да се издржи. Ние го гледаме континуираниот развој. Во последните нејзини прашања што добивам од ова, јас пробав да ја објаснам дека, ево една случка ка кажам, значи, во една минута треба да изведе фристайл, значи, слободните вежби. Таа мора понекогаш ако направи грешка или погрешна позиција на нога или рака, мора да одлучи дали ќе поправа грешката или оди понатаму. Ја прескокнува. Тоа се делови од секунда. Мислам, максимум може да е 2 секунди тоа размислување. Можноста од 9,5 години да си на надпревар и да ги носиш тие одлуки ќе помогнат во иднина. Плюс тоа, начинот на кој што живее, значи мора да има дисциплина, континуирани тренинзи, мора да знае да соработува со кој, да соработува со тренер. Оно што сакам да го добие е развој на една здрава личност. Колку и да постигне во животот, оно што ние го кажуваме како родители е најважно да биде добар човек. Каков успех да постигнеш во животот, треба да траеш, а се трае само ако имаш вистински вредности. Точно. Лесно е, и во мојата професија има многу пати се случувало да блеснат одредени ликови. Јас тие ги викам светулки. Блеснуваат и исчезнуваат. Да се обстане на едно ниво горе. Не горе во однесување дека си нешто над другите, меѓутоа во спортот или во уметноста за останеш горе треба многу да работиш. Многу да работиш. Не само на спортот, да работиш и на себе. Морам да кажам дека до 18 години ние одлучуваме. После тоа ќе бидат одврзани рацете. После тоа може да одлучува што сака да прави. Јас си кажав до 18 години ќе ја носам. Спортот секогаш не учи на убави работи, тоа го заклучивме и се докажува многу пати. Пред да ви се заблагодарам и да се поздравиме, ќе направиме една кратка пауза, да ги погледнеме рекламите, а потоа оние финални зборови за због. Да, мои вечерашни гости во Ферплей, Ангелина Булевска и нејзиниот татко Никола Булевски, со кој што искрено уживав во овие минути. Се надевам дека беше и забавно и едукативно за оние кои што не гледаа. Ми останува само да посакам добро здравје и спортска среќа, таа е многу важна за спортистите. И посакувам да се гледаме зубави нешта за настапи, надпревари во иднина, каде што ти ќе уживаш пред се, а потоа и ќе бидеш вистински амбасадор на Македонија и на спортот. Хвала ви. Благодарам на поканата. Ви благодарам многу, се гледаме во некоја следна прилика. Со нашите гледачи се гледаме во редовниот термин. Секој пат во недела попладне во 16:15 се дружиме и зборуваме за спортот, за животот, за темите кои се тука да не мотивираат и да не инспирираат. Останете натаму со програмата на Телма.